Со отворено писмо адресирано на премиерот Заев, заменик министерот за образование Петар Атанасов поднесе оставка. Долгото писмо во кое ги образложува причините за оваа одлука го објавил и на неговиот Facebook профил. Вели дека ништо суштински не се променило во образовниот систем и дека не му било овозможено да формира тим со кој ќе ги спроведува потребните реформи. Во изминатите неполни 10 месеци со големо задоволство и верба ја прифатив поканата да ја извршувам оваа функција. Влегов во систем кој со години не само што не се менувал, туку и многу назадувал и еродирал. Освен многуте и бескрајни формалности во работата на Министерството, овој период не се случи ништо позначајно. И тоа што навидум се тркала, е далеку од потребите на системот и не ги менува севкупните состојби. Промените во образованието кои ги навестувавме, не ги остваруваме. Зошто е ова вака, веројатно вие најдобро знаете. Пред само една недела во еден јавен настап, кажав дека треба да се запали црвеното светло и дека ако продолжиме со ова темпо, може да очекуваме образованието да го реформираме за 10 до 15 години. А можевме многу подобро. Уште пред парламентарните избори составив тим со кој заедно изградивме одлична програма и план и силно верувавме во политиките кои требаше да ги реализираме. Се чинеше дека успехот е неизбежен. Ем знаевме, ем можевме. Уште само требаше да покажеме дека и умееме, стои во писмото на Атанасов. Министерот за образование Арбер Адеми вели дека му е жал за оставката на неговиот заменик. Сега додека бев напад до тука, дознав дека поднел оставка, многу ми е жал. Но секако тоа е личен акт, бидејќи образованието и областа на образование е таква по природа што не можете сами. Секогаш требате да барате поддршка од наставничката фела, секогаш треба да барате поддршка од владата, од министрите, од заменик министрот, од државниот секретар, од сите вработени во структурата на образовните институции. Секогаш можеме повеќе и мораме повеќе, така што ми е жал бидејќи сме имале доста простор да соработуваме и да постигнуваме резултати. Состојбата во образованието кое што е сега е како резултат на повеќе годишно неработење и не било како приоритет. Тој не се согласува со ставот на Атанасов дека досега не се испорачани реформите што ги ветиле и зацртале. Смета дека има позитивни промени. Значи, јас на позиција министер сум една година, 2 месеци порано и од господинот Петар Атанасов. Тој 10 месеци, јас 12 месеци. Значи, во овој период имаме реформирано средностручно образование, тоа што образлагав. Имаме 2 нацрт закон сега. Закон за основно и закон за наставници и стручни соработници. Не очекува нов закон за директори, испит за директори и обука за директори. На шо поголема професионализација на раководителите на училиштата. Потоа ќе следи, откако ќе поминат овие закони. Јас се надевам дека ќе поминат. И низ владина постапка и во собраниска постапка ќе следи целосно реформирање на законот за средно образование и средностручно образование. Значи, треба посветено да се работи. Најлесна работа е сите да се откажеме. Во отвореното писмо, Атанасов вели дека оставката до владата ја најавил порано, уште пред објавата на вчерашната владина реконструкција. Во следниот период планирал да и се врати на професорската професија.